58 издание на фестивалот Војудан Чернодрински. Идејата беше да се покажат различни театарски форми кои што постојат на сцените. И тоа не само во овие институционални театарски форми, но и вон институционалните. И затоа ги користиме сите фестивалски зони низ градот, од плоштадите, од помалите форми, до да имаме представи во кафичи, да имаме представи како герила, кои што ќе се појават. Концептот е ново читање, всушност како би се читале дела кои што се класици или литература, некоја од минатото. 4 представи се врз основа на драмите на Горан Стефановски, затоа што тој ни е авторот во фокус, повторно ново читање на неговите драми и остатокот од 7 представи се повторно ново читање на класици. Затоа што некако треба да се почне, секој фестивал треба да се почне со нешто што е многу доминантно, многу важно. Хеда Габлер е многу важен текст во историјата на драмата воопшто, а ова Хеда Габлер ги поместува и односот кон драматургијата, односот кон сценскиот текст и всушност покажува како еден актер, односно одредени група на актери може да го третираат сценскиот простор. За мене Хеда Габлер е секогаш доминантна хероина, затоа што благодарение на Ибсен кој што ги поведе сите женски ликови кои што го поместуваат светот. Има некои општествени поместувања, историски победи за нас жените, ама сепак кога е во прашање она внатрешното чувство и оние општествените стеги кои што најчесто доаѓаат од патриархално уредените општества, тоа низ историјата се потврдува дека останало исто. Конкретно Хеда сака да управува со другите животи, тоа е дека она сака да има влијание на своите животи, затоа што она нема влијание и е немоќна да влијае врз својот сопствен живот. Секогаш може да се најде право време за Хеда, без разлика на тоа дали се психолошкото здравје кај жената, ама да, тоа е една исклучителна и многу битна тема во оваа наша представа или можам да кажам во оваа наша адаптација. Уште повеќе можам да тврдам дека тоа беше една појдовна точка од која што јас го креирав својот лик. Збудливо е, јас на Чернодрински, можеби имам настапувано 10 пати, а ми се чини дека никогаш не имам настапувано на отварањето на фестивалот. Сепак е ова најстариот македонски фестивал кој што ги вклучува сите национални установи, барем повеќето национални установи.